Го следите најновото издание на регионалните вести. Граѓаните во Македонија најчесто загреваат една соба од нивниот дом. Ова го покажало последното истражување од проектот Енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа, преживувајќи го студот. Граѓаните во Македонија загреваат околу 1/3 од својот дом. Ова го покажува истражувањето на проектот Енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа, преживувајќи го студот. Телевизија КИС ги праша тетовци колку соби загреваат во нивниот дом. Колку соби од вашиот дом затоплувате? Ја една соба за дом. Така. Сасвим сама. Една соба за ама колку ќе дојде сметка ќе видиме. Колку соби од вашиот дом загревате во овој зимски период? Само една. Не излегува хесапат никако. Во зграда сум и станот нормално, со терма. Домакинствата во време на сиромаштија се принудени највеќе да штедат на грејење, но живењето во енергетска сиромаштија според истражувањето има негативни ефекти во здравјето на луѓето, од голема распространетост на белодробни заболувања до зголемување на бројот на смртни случаи во зима и влошено ментално здравје. Све е потребно. Можеш без јадење, не можеш, без грејење не можеш. Слушај, со платеве, со пензиеве мали, ништо не се стига, ма нема што се прави. Тоа се не може да се спореди се, ова за храна е морално. За грејење кај нема, ќе штедиш од грејење, ќе се пикнеш во една соба. Истражувањето на енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа, преживувајќи го студот, вели дека корисниците на социјална помош се значително повеќе енергетски сиромашни од просекот и дека народните домаќинства се со поголема веројатност да бидат енергетски сиромашни, отколку оние со два родители. Пензионерите се почесто енергетски сиромашни отколку вработените лица. Во истражувањето се наведува дека причините за енергетска сиромаштија се повеќе бројни: невработеноста, ниските лични приходи, ниската социјална помош, високата цена на енергија, ниската енергетска ефикасност. Во истражувањето се наведува дека се потребни информативни кампањи за зголемување на свеста за енергетска ефикасност, како интервенции за нејзино подобрување во домовите. Силниот ветер утрово ги растера штетните PM честички во воздухот. Тетовци после подолг период полесно дишеа. На тетовци само времето може да им се смилува. После подолг период со високо загаден воздух, граѓаните утрово дишеа чист воздух. Силниот ветер ги растера штетните PM10 честички. Според мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање, концентрацијата на суспендираните честички почнала да опаѓа во 3 часот по полноќ, кога биле измерени 12 микрограми на метар кубен воздух. Предходно Министерството објави дека за Тетово е надминат прагот на информирање, односно дека во 5 последователни дена е присутно високо аерозагадување и дека граѓаните треба да избегнуваат престојно отворено. Вчера среднодневната вредност на PM10 честичките изнесуваше 233 микрограми на метар кубен воздух, или тоа е 4,5 пати повеќе од поздравје безбедната вредност. Но за жал не можеме да влијаеме на временските прилики за да добиеме почист воздух. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, засилениот ветер утре ќе престане, а со тоа повторно се враќа можноста за исталожување на PM10 честичките во воздухот кој го дишат тетовци. Она што треба е да се спроведе сериозна стратегија за намалување на аерозагадувањето. Експертите по хигиена и здравствена екологија тврдат дека часовните варијации на загадувањето се доказ дека човечкиот фактор дава најзначаен придонес во нарушување на животната средина. Како што може да се види од извештаите за квалитетот на воздух, што на интернет страна ги објавува Министерството за животна средина и просторно планирање, концентрацијата на PM честичките варира во текот на едно деноноќие. Пониски концентрации се мерат во ноќните часови. Во недела пак во текот на денот концентрацијата е релативно пониска во однос на работните денови. Тоа не наведува на заклучок дека концентрацијата на штетните честички прав расте како што се зголемуваат активностите на граѓаните, кога повеќе се користат автомобилите, кога повеќе се троши огревно дрво и слично. Ова треба да биде и насока за преземање на итни мерки за намалување на концентрацијата на штетните PM10 честички во воздухот, сметаат експертите. На предвремените парламентарни избори ВМРО-ДПМН освои 51 пратеничко место, а СДСМ 49 пратенички места. Ова го соопшти Државната изборна комисија, посочувајќи дека станува збор за првични резултати.
На предвремените парламентарни избори што се одржаа на 11 декември, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија со освоени 454.253 гласови обезбедија 51 пратеничко место во собранието, додека опозицијската СДСМ и Коалицијата за подобар живот во Македонија, кои освоија 436.790 гласа, имаат 49 пратенички места, соопшти синоќа Државната изборна комисија. Од политичките партии од Албанскиот блок најмногу пратенички места обезбеди ДУИ, односно 10 мандати, потоа Движењето Беса, кој има 5 пратенички мандати, Алијансата за албанците освои 3 мандати, а ДПА 2 мандати. Станува збор за првични резултати обработени врз основа на записниците од општинските изборни комисии, кои пристигнуваа во ДИК во текот на целиот ден. Од обработените 99,97% од избирачките места, податоците според изборни единици се следни. Во изборната единица 1 ВМРО ДПМН освои 8 мандати, СДСМ 10 мандати, Беса 1 мандат и ДУИ 1 мандат. Во изборна единица 2 ВМРО ДПМН освои 9 мандати, СДСМ 8 мандати, Беса 1 и ДУИ 2 мандати. Во изборна единица 3 ВМРО ДПМН освои 11 мандати, а СДСМ 9 мандати. Во изборна единица 4 ВМРО ДПМН освои 10 мандати и СДСМ 10 мандати. Во изборна единица 5 ВМРО ДПМН освои 9 мандати, СДСМ 9 мандати, ДУИ 1 и Алијансата за албанците 1 мандат. Во изборна единица 6 ВМРО ДПМН освои 4 мандати, СДСМ 3 мандати, Беса 3 мандати, Алијанса на албанците 2 мандати, ДУИ 6 мандати и ДПА 2 мандати, соопшти Александар Чичаковски, председател на Државната изборна комисија. Чичаковски исто така информираше дека партиите имаат можност во рок од 48 часа да поднесат приговори до ДИК, а комисијата во рок од 48 часа треба да одговори на пријавите. Откако ќе добијат одговор од ДИК, партиите, односно поднесувачите на приговори кои не се задоволни од одлуката на ДИК, можат да поднесат тужба до управниот суд. Приговорите се поднесуваат во писмена форма и содржат место, време, опис на направената повреда, сторителот и доказите на кои се повикува подносителот, име, презиме и подпис на подносителот на приговорот, односно на овластениот представник и електронско сандаче. Одлуките на управниот суд се правосилни против нив, не може да се изјави жалба или друг вид на правна заштита, освен во случаи определени со изборниот законник. Во собранието на Република Македонија нема да има представник од 7-та изборна единица, односно од диаспората. Инаку мандатот на пратениците почнува да тече од конститутивната седница на собранието. Ново избраното собрание се состанува на конститутивна седница најдоцна 20 денови по одржаните избори. Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав. Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат собранието на 21-виот ден од денот на завршувањето на изборите. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев одржа пресконференција на која им се обрати на граѓаните. Почитувани граѓани, уште еднаш ја честитам историската победа на граѓаните на Македонија на парламентарните избори. Заедно поразивме режим. Граѓаните избраа живот во Македонија. Промените во Македонија продолжуваат. Сакам да повикам мудро, одлучно, одважно, да ја почитуваме мнозинската изборна волја на граѓаните за живот наспроти режим. Мнозинството граѓани на Македонија гласаа за живот, за слобода, за демократска Македонија. Мнозинството граѓани се изјаснија дека не сакаат криминалци да владеат. Мнозинството граѓани избраа промени. Заедно постигнавме резултат, кој што е пример во светски рамки и за кој што ќе се пишува во учебници. Поразивме режим со пенкало и глас. Ја обединивме мултиетничка Македонија. Режимот не смее да формира влада. Им порачуваме на сите партии што добија пратенички мандати од граѓаните, освен ВМРО ДПМН, да не помислуват да ја поништат јасно изразената волја на мнозинството граѓани на Македонија, волјата за промени. Никола Груевски не смее да формира влада во Република Македонија. Бидејќи
првичните неофицијални резултати ги збунија граѓаните. Укажувам дека конечните резултати допрева следуваат. Постојат разлики во резултатите од записниците на избирачките места и резултатите што го објави ДИК за истите тие избирачки места. Само ако се коригираат овие бројки, СДСМ има поголем број мандати во изборна единица 6, со што соодносот на добиени мандати е 50-50. Поради констатираните нерегуларности, за кои што известија и наблюдувачите на изборите, ќе поднесеме и приговори, така што вистинската слика за бројот на добиени мандати ќе ја дадат конечните резултати. Независно од овие пребројувања кои што се во тек, едно е кристално јасно. Граѓаните се изјаснија дека повеќе нема место за политичари како Никола Груевски. Сакаат добар живот, сакаат независни институции, сакаат праведна и правична држава, сакаат Македонија за сите граѓани и тоа ќе се случи. Доаѓа живот за сите во Македонија. И оние кои беа принудени да гласаат спротивно на својата волја, многу брзо ќе почувствуваат што значи да се живее во слободна и демократска Република Македонија. Благодарам. Следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи. Во Гостивар на улица Сретко Крстевски вчера вечер половина час пред полноќ полициски службеник слушнал 2-3 истрели од огнено оружје, а засега непознатите сторители се упатиле во непозната насока и не биле веќе забележани. Набрзо потоа пронајдени се 2 чаури од огнено оружје. Извршен увид пронајдените чаури се фотодокументирани и подигнати за вештачење. Во координација со јавен обвинител се преземаат мерки и активности за откривање, кои со какви мотиви и зошто пукал и предизвикал општа опасност. Вчера вечер околу 21 часот и 15 минути на истата улица во Гостивар лишени од слобода се двајца гостиварци на возраст од 22 и 28 години. Откако биле легитимирани и им било прегледано нивното возило БМВ со гостиварски таблици, во јакната на едниот од нив пронајдено е едно најлонско ќесе со непозната растителна материја, а во внатрешноста на возилото една зипер кесичка со ваква материја. Нешто подоцна при претрес на домот на другиот гостиварец реализиран со судска наредба на вториот кат од куќата. Поточно во неговата соба пронајдено е најлонско ќесе со непозната растителна материја и зипер кесичка со таква материја, додека во собата на повозрасниот гостиварец во неговата тренерка пронајдени се остатоци од непозната зелена тревлива материја. Пронајденото е одземено и ќе се вештачи, додека двајцата гостиварци се задржани во полициската станица и се расчистува случајот. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информации за опожарени возила. Ноќеска околу 2 часот и 40 минути во Тетово опожарено е патничко возило Ауди А5 со тетовски регистерски таблици, собственост на 41 годишен тетовец. Според него, во тоа време биле забележани 2 непознати маскирани лица, кои се доближиле до возилото, а кои во рацете имале шишиња, најверојатно со запаллива течност. Пошто го запалиле возилото и пешки се оддалечиле. На регионалниот пат Врапчиште Топлица вчера околу 13 часот во движење се само запалило возило Fiat Punto со гостиварски таблици, управувано од 26 годишен гостиварец. Возачот и собственикот кој бил сам во возилото најпрво забележал чад во предниот дел и запрел, а потоа пламнал и изгорел тој дел од возилото. Со интервенција на пожарникарите огнот во двете возила е локализиран. Сообраќајната недисциплина во Тетово и Тетовско продолжува и деновиве. Само во вчерашните контролни активности откриени се 9 нерегистрирани возила со истечена регистрација до и над 30 дена. 7 лица управувале без возачка дозвола, а 4 лица погрешно ги паркирале возилата и поради тоа подигнати се од Тетовската пајак служба. Овие и другите прекршоци во текот на вчерашниот ден заокружени се со 20 прекршочни и 13 мандатни платни налози.
СВР Тетово ги интензивира контролните активности за навремено откривање и спречување продажба и употреба на пиротехнички средства. Како и минатите години, во овој период од годината, секторот за внатрешни работи Тетово веќе ги започна, а наредниве денови значително ќе ги интензивира континуираните контролни и други активности за навремено откривање и спречување продажба, односно употреба на петарди и други пиротехнички средства. Во функција на планираното превенирање на ваквите незаконски активности на трговците, родителите и посебно на учениците основци, повторно им се укажува дека продавањето, односно купувањето и активирањето петарди на јавни места на улица, во дворови, влезови на стамбени згради и слично, представува законски прекршок, за кој е предвидена глоба од 200 до 500 евра во денарска противредност. Набавувањето во поголеми количини и дистрибуирањето пиротехника на пазарот е спротивно на кривичниот законник на Република Македонија, а за што е предвидена и казна затвор од најмалку 5 години. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира пред се до учениците од основните училишта да не ги земаат во раце ваквите опасни играчки, зашто тие можат брзо и лесно да предизвикаат сериозни последици по нивното здравје, односно да им причинат повреди на рацете, очите и другите делови од телото. Покрај тоа, зависно од другите околности и последици, активирањето пиротехника, особено поголеми петарди и огномети, може да биде и кривично санкционирано, доколку непосредно ја доведе во прашање безбедноста и на другите граѓани. Конзерваторскиот центар во Гостивар во годината што изминува ги реализираше предвидените проекти од програмата за работа, со акцент на обнова на фасадите на старите градби во централното градско подрачје. Конзерваторскиот центар во Гостивар ја заокружува 2016-та со успешно реализирани активности предвидени во годишната програма за работа. Главен акцент беше ставен на обнова на фасадите на старите автентични градби во централното градско подрачје. Овој проект започна лани, а според најавите ќе продолжи и наредната година. Ние за 2015 имавме добиено 8 објекти за конзервација и реставрација на фасадите. Исто така за 2016 беа предвидени уште 4 фасади во централно градско јадро, каде претежно се работи за конзервација и реставрација на фасади за објекти што се споменици на културата. За овие објекти што се работи и се конзервира и реставрира фасадите, Гостивар е градот единствен во Република Македонија кој има добиено 12 објекти за конзервација и реставрација на фасади. Исто така и ќе продолжиме и за 2017, каде што се предвидени уште 4 други фасади, бројката ќе стигне во околу 16 објекти. Периодов во тек е процедурата за набавка и монтажа на механизмите за часовниците на Саат кулата, како и подготвителните работи за конзервација и реставрација на кровот на црквата Свети Димитрија. Верувам до јануари или февруари 2017 година овој проект ќе биде завршен и нормално средствата околу 540.000 денари добиени од страна на Министерството за култура. Исто така и имаме одберено економски оператор кој ќе заврши, кој ќе ги работи проектот за конзервација и реставрација на црквата Свети Димитрија. Тоа се работи прва фаза, реконструкција на кровот на ова црква. За 2017 година Гостиварскиот конзерваторски центар очекува одобрување од Министерството за култура за археолошки истражувања на подрачјето што го покрива. Од ЕВА на Македонија информираат за планирани прекини во дистрибуцијата на електрична енергија. Утре во периодот од 9 до 14 часот без електрична енергија ќе останат жителите на дел од село Групчин, додека од 7 до 7:30 струја ќе нема на патот за село Фалише. Председателот на Италија Серджо Матарели му довери на 62-годишниот министер за надворешни работи Паоло Джентилони да ја формира новата влада на земјата. Претходниот премиер Матео Ренци поднесе оставка на 7 декември по поразот на референдумот за уставни реформи.
Джентилони е министер за надворешни работи од 1 ноември 2014 година и е од редовите на владеачката Демократска партија. Се очекува гласањето за доверба на новата влада во парламентот да се одржи до среда. Берлинската полиција побара помош откако 26 годишна девојка беше нападната во подземна железница на прилично брутален начин, пренесуваат агенциите. Инцидентот кој се случил во октомври, а кој добро бил снимен со безбедносните камери, се случил на скали на метрото. Мажот и пришол на девојката од задгрб и со нога ја турнал по скалите. 54 годишниот Майкл Куер, поранешен телохранител на познатите звезди, меѓу кои и Шарлиз Терон и Лејди Гага, потоа понуди парична награда за информација за напаѓачот и неговите соучесници, што се фатени на снимката. По апелот на телохранителот и понудената парична награда, полицијата ги добила потребните информации за напаѓачот, кој веднаш бил уапсен. По нападот кој ги шокирал луѓето во Германија, девојката веднаш била префрлена во болница. Сириската војска презеде целосна контрола врз сите делови на Алепо, соопшти денеска висок член на сириската армија. Бунтовниците вчера се повлекле од сите квартови кои се наоѓаат на источната страна на градот, а од Сириската обсерваторија за човекови прави соопштија дека во последната офанзива на сириската армија загинале најмалку 384 цивили, вклучувајќи и 45 деца. Дополнителни 105 цивили биле убиени во пресметките кои се одвивале во западниот дел од градот. Завршено е повторното пребројување на гласовите во американската држава Висконсин, при што е потврдена победата на Доналд Трамп на председателските избори, соопшти Државната изборна комисија на таа држава. Според податоците, Трамп во таа држава освоил преку 22.000 гласови повеќе од против кандидатот Хилари Клинтон. Повторното пребројување гласови го побара Џил Стајн од Зелената партија, а освен во Висконсин, побара пребројување и во Мичиген и во Пенсилванија. Владата на Венецуела одлучи да ја затвори својата граница со Колумбија на 72 часа со цел да се уништи мафијата, соопшти венецуелскиот председател Николас Мадуро. Мораме да ја уништиме мафијата пред таа да ја уништи земјата и нејзината економија, изјави синоќа Мадуро во обраќањето преку државната телевизија, обвинувајќи ја мафијата за правење голем профит од шверцот на субвенционирани производи во соседна Колумбија. Ова е најнова мерка на левичарската влада во Каракас против домашната мафија, која оперира во пограничната зона од двете страни на границата, нанесувајќи штета на венецуелската економија која се наоѓа пред целосен колапс и банкрот. Многу производи што властите во Венецуела ги субвенционираат во рамките на популистичката политика на председателот Мадуро за добивање поддршка од најсиромашните слоеви на населението, како што се дизел горивото и бензинот, се продаваат во Колумбија и притоа шверцерите остваруваат висок профит. Времето денес беше сончево и студено со мала до умерена локална облачност. Дуваше умерен до засилен северен ветер. Утринските температури се движеа од -2 до 0, а дневните од 1 до 4 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност и со слаб јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од -8 до -2, а дневните од 0 до 5 степени. Со временската прогноза ги завршуваме и овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!